Начинается прохождение парадных расчетов. Денот на победата во 2015 година. Руската војска парадира на црвениот площад. Западните лидери останаа настрана поради руската агресија врз Украина. Освен оној што го скрши бојкотот. Чешкиот председател Милош Земан, кој беше срдечно пречекан од рускиот председател Владимир Путин. Господин президент, вы знаете, что не мы были инициаторами охлаждения отношений с Европой, но надеюсь, что благодаря таким политикам, как вы, нам удастся их восстановить не только в прежнем объеме, но и двигаться дальше. Спасибо, господин президент. Знаете, политика – это как погода. Бывает охлаждение и бывает также отопление. Да, человек радуется, если после охлаждения приходит отопление. Это Кога поддржувачите на Земан го прославија неговиот избор во 2013 година, веќе почна да се покажува контроверзност околу неговите врски со Русија. Имаше наводи дека неговата кампања делумно била финансирана од бизнисмени со врски со Кремљ. Lidí, kteří jsou nějakým způsobem navázáni na ruské okolí a na ruské finance, těch je v tom Zemanově soukolí hodně. Čili ten motiv, proč se kamarádit nebo přátelit, nebo proč být v určitém smyslu i devotní, by se dalo říct, nebo servilní vůči Rusku, je, že zatím je velmi jasně skrytý finanční zájem. Овие тврдења за руското влијание никогаш не се докажани, а канцеларијата на председателот не го одобри нашето барање за интервју. Руското прашање наскоро беше засенето кога чешки медиуми јавија дека Земан бил пијан на една изложба на крунски накид во земјата. Од неговиот кабинет рекоа дека тој имал вирус. Како и да е, Земан се уште има длабока поддршка меѓу чесите. На митингот во 2015 година многумина ја поздравија неговата тврда линија против прифаќањето бегалци кои доаѓаа во Европа. Velká většina těchto elegantních migrantů jsou mladí, dobře živení muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti islámskému státu? Поддржувачите Земан често го гледаат како искрен политичар кој не се плаши и да навреди со своето мислење. Овие карактеристики се повторија во Страсбур во октомври лани, кога рече дека руската анексија на Крим е нешто што треба да го прифати Украина. If there is a dialogue between Russia and Ukraine, I think that there would be possible some compensation for Crimea in financial form. 5 години на Земан во Прашкиот замок донесоа поларизација. Впрочем, тој својата функција, иако во голема мера е церемонијална, ја искористи како платформа за отворен бренд на политика која предизвикува и без и задоволство.